Македонската економија тоне, а власта се фали со позитивни ефекти. Бројките се поразителни по сите параметри, но премиерот излезе со позитивни оценки, па дури и со очекување за раст на економијата годинава. И покрај проблемите и критиките за државната помош среде криза, која стопанството редовно ја критикува како задоснета и недоволна, Заев смета дека токму таа била главната одбрана од ударот. Ако не биле 4 пакети мерки вредни 860 милиони евра, ударот од кризата според премиерот ќе бил подраматичен. Според него, владата била максимално посветена за да се избегнат негативните последици врз економијата. Добрата кондиција на буџетот во првиот квартал и позитивните трендови што се препознаваат се должат на превземените мерки, но и на довербата на деловната заедница во мерките кои возможија стопанството да не работи во грч, туку да ја следи бизнис логиката дури и во вакви услови. Владиниот стимул придонесе за двојно амортизирање на економскиот пат лани. И додека премиерот се фали дека економската состојба била добра, стопанството предупредува дека едве преживува. Освен фирмите од слободните економски зони кои колку толку бележат позитивни резултати во делот на извозот, во сите други сегменти состојбата е поразителна. Најкритично е во угостителскиот сектор кој периодов е целосно под клуч, но и во текстилната индустрија која работи на шкрги. Без работа или под закана дека ќе ја загубат работата, се и десетици илјади вработени во овие сектори. Стопанството критикува дека оптимизмот на премиерот е нереален. Мислам дека е тешко да се дадат такви изјави, така да најбитно во целата оваа ситуација е да не се препукаваат власта и опозицијата, дека мораме да знаеме сите треба да помогнеме да се преживее ова. Затоа што ако не се преживее ова ниту власт, ниту опозиција, ниту позиција. Страшна е состојбата и мора ние како стопанственици навистина не можеме да сватиме да се бойкотираат седници. Она што е најбитно во моментот е да се спаси индустријата, да се спаси работникот и да се спасат фирмите. Во целата криза капак на се и фактот што домашната економија веќе 3 месеци е без денар поддршка од државата. Петтиот сет на мерки кој тежи 160 милиони евра е заглавен во собранието, а власта не го носи и покрај тоа што има мнозинство. Според последните податоци, над 50.000 работници останаа на улица, а стотици бизниси ставија клуч на врата. За евентуално подобрување на состојбата, стопанството очекува да се заздрави веќе во втората половина од годинава, но само под услов да има брза и ефикасна имунизација, но барем за сега тоа кај нас изостанува.